Дозволете прво и од името на владата на Македонија да им посакам добре дојде на сите бизнисмени од целиот регион кои што се овде. За нас политичарите представува голема чест да зборуваме пред бизнис заедницата, пред деловните луѓе, заради тоа што верувам не само владата која што јас ја водам во Македонија, туку сите влади во регионот ги полагаме сите наши економски надежи во раст и развој, кој што пред се заснова на раст и развој на бизнис заедницата, приватниот сектор, приватната инвестиција или слично. Државите можат многу да помогнат, но секако ако оди бизнисот напред, тогаш и ние политичарите ќе покажеме добри економски резултати пред нашите гласачи и пред нашите граѓани. Јас се согласувам дека целиот овој регион премногу долго чека за нашето полноправно членство во Европската Унија, но истовремено се согласувам дека мора да преземеме некои действија, сите од овој регион, ако сакаме навистина колку што е можно побрзо да го доближиме стандардот на живот на нашите граѓани од целиот овој регион до стандардот на живот на западните земји во Европската Унија. Од тој правец сите премиери во Западен Балкан 6, но проширено и со Хрватска и Словенија и другите земји кои што помагаат, работиме буквално на унапредување на целата регионална соработка овде, која што има во целиот овој регион, заради тоа што сме убедени дека и Западна Европа ќе не почитува повеќе, ако ние бидеме поединствени, посплотени и навистина ако покажеме се поголема соработка помеѓу компаниите во овој регион, а со тоа и помеѓу земјите во овој наш регион. Ова прилика која што денеска ја возможивте на ваша покана да бидеме овде, истовремено за нас се пораки на единство на регионот кој што ги испраќаме и пред вас деловните луѓе. Владата на Република Македонија веќе вгради регионални концепти во поддршката на инвестициите во нашата економија. Секако предимство имаат сите они инвеститори во поддршката и повраток на својата инвестиција, доколку црпат ресурси од компании домашни, а за наш домашни компании се сите компании кои што се од регионот. Така да одиме понатаму да гледаме на едно микро глобално ниво, така да го кажам регионално, во делот на нашата взаемна организираност. Јас се надевам дека деловните луѓе ќе искористат оваа можност на одлична соработка помеѓу владите, кои што представуваат екзекутивата или оперативниот дел на поддршката и помошта на бизнис заедницата. Председателите на нашите земји се исто така добредојдени да ги дават поддршките на деловното обкружување, но верувам дека извршното ткиво или извршниот оперативниот дел под владите и можеме во многу што да помогнеме во сите планови и идни стратегии кои што бизнис заедницата ги има. Ваквата регионална поставеност преку Самит 100, кој што верувам се држи еве 6-ти пат, представува одлична можност да не мотивира и нас владите, преку нас премиерите, бидеме конкретни во поддршките, заради тоа што наша цел мора да биде Европа да ја донесеме во регионот, оти само дури и тогаш Европа буквално ќе не пушти да бидеме рамноправна членка на Европската Унија, односно кога нашиот стандард на живот и буквално деловната мобилност која што имаме овде и соработка ќе биде барем приближно до нивото кое што го има западниот дел од Европа. Верувам дека во таков правец се движи овој наш регион. Сакам да ги охрабрам бизнис луѓето и мојата влада, верувам и другите влади од целиот овој наш регион, полагаме предимствено надежи во развој и раст подкрепен со приватната иницијатива и со приватниот сектор. Ние може да ги помогнеме јавните инвестиции, можеме да отвараме од огромен број на иницијативи, но дефинитивно економска иднина има целиот овој регион ако бизнисот оди напред. Затоа, искрено зборувајќи, сметајте на целата наша поддршка, сметајќи буквално како регионална поддршка за севкупниот раст и развој на целиот овој регион. Го поканувам да ви се обрати председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев. Премиере, повелете. Почитувани представници на медиумите, дозволете прво да ги поздравам
премиерите на нашите добри пријателски земји, тоа е премиерот на Албанија, премиерот на Црна Гора и председателот на Советот на министри или премиерот на Босна и Херцеговина. Денеска сме овде исправени пред вас камерите да изразиме подршка и охрабрување на целата деловна заедница од овој наш регион, заради тоа што сите полагаме надежи за иден раст и развој, токму преку растот и развојот на приватниот сектор. Имавме една плодна дискусија во која што се надевам ги охрабривме сите бизнисмени кои што учествуваа овде, а тоа се преку 150 компании од целиот овој регион, за да вложуваат повеќе во регионот, да бидат уште поиницијативни, да отварат секако преку тоа и нови работни места и да учествуваат во зголемување на бруто домашниот производ на целиот овој регион. Овој регион мора да оди со бруто домашен производ поголем од 5%, ако сакаме со побрзо темпо да се приближуваме до Европската Унија, а навистина нашите најсериозни и најсилни ресурси се токму бизнис секторот и деловната заедница која што функционира во целиот овој регион. Разговаравме за консолидирање, разговаравме за заеднички настап, разговаравме за многу важни теми кои што се преокупација секојдневна на деловната заедница. Јас верувам дека навистина бизнисмените од целиот овој регион ќе најдат многу моменти како да стварат профит токму во овој регион, да инвестират во овој регион и да извезуваат од овој регион надвор на секаде по светот. Нашите влади се овде да го поддржат. Веќе Балканот не може да биде буре барут како што важеше за минатото. Балканскиот полуостров, буквално сите земји овде или цела југоисточна Европа се двигатели на развој. Нашето место е рамо до рамо со западните земји во Европската Унија и јас сум убеден дека навистина со ваквите иницијативи, преку ваквите форуми, со присуство на политичарите кои што се од извршната власт, исто така може многу што да се направи за севкупното добро на граѓаните за кои што ние како политичари функционираме, а секако и за бизнис заедницата која што е двигателот на севкупниот раст и развој.